11 пензионери од Делчево и Каменица во Италија работеле џабе. До пензиите не можат да стигнат никако. Тие не можат да стигнат никако исклучително поради бирократски причини, пишува Локал Актив. Екзистенцијата на овие некогашни гастарбајтери зависи од договор стар близу 70 години, потпишан меѓу Италија и сега веќе непостоечката држава Федеративна Народна Република Југославија, во чиј состав некогаш беше и нашата земја. Во 2014 година меѓу Македонија и Италија бил потпишан нов билатерален договор за социјално осигурување со кој се регулирани правата на работниците кои дел од стажот го поминале во другата држава, како во случајов со македонските пензионери. Договорот веднаш бил ратификуван од македонска страна, но неговата ратификација заглавила во италијанскиот парламент. Во меѓувреме, секој месец се зголемуваат бројките на македонските пензионери од Италија, каде живеат околу 70.000 македонски граѓани. Според истражувањето на Локал Актив, повеќе од 150 лица со вакви проблеми талкаат низ бирократските лавиринти. Само во Делчево се евидентирани десетина пензионери кои се надеваат дека ќе ги добијат делот од пензијата, што им следува од нивната работа во Италија. Личните истории на Фетах Јашаров и Ѓорги Спасевски се дел од многу други слични животни приказни на некогашните печалбари. Во обид да најде решение за својот проблем, Јашаров тој повеќе пати одел во фондот за пензијско инвалидско осигурување во Скопје, а за проблемот била информирана и министерката за труд и социјална политика Јованка Тренческа. Го известил и Хелсиншкиот комитет за човекови права. Уште посериозна е приказната и судбината на делчевчанецот Ѓорги Спасевски, кој има примања од само 3000 денари и високи трошоци за лекување. По професија сум електричар. Кога наполнив 64 години, се стекнав со право на минимална пензија и ја добивав до наполнување на 67 години. Како што си е според законот, 2 месеци пред да наполнам 67 години, повторно поднесов барање до ПИОМ и до италијанскиот фонд. На моје изненадување, добив решение за пензија од само 3000 денари. Парите од Италија ги нема никаде. Објаснува Спасевски. Кога и дали воопшто ќе се реши проблемот на овие луѓе е неизвестно, иако тие прават се странските пензии да ги добијат. Од италијанската страна тврделе дека проблемот е во Македонија, а тука дека проблемот е во Италија.